Информацијата со Никовски. Во Македонија, за жал, нагласувам за жал, никош не е досадно. Постојано се случува политиката и многу често тие настани не ни се баш многу пријатни. Овие денови живееме во знакот на посетата на нашиот министер за внатрешни работи на Атина и тоа е значајна посета, тоа мора да се нагласи, бидејќи овој пат таа е официјална, значи не е работна, не е од некој друг карактер и така натака консултативна или слично, туку е официјална и му следува во таква ситуација и разговор и средба со председателот на државата, која треба да ја има и веројатно имаше денеска. Исто така во собранието, со уште еден министер, така да во целина, гледано од македонски интереси, од македонска гледна точка, нели така, тоа е позитивен настан. Меѓутоа, одма да расчистиме, не се работи за историска посета, иако и се дадоа такви квалификативи, нели така. И второ, што е најважно, во прашање не е грчка иницијатива, туку американска. И таа не е случајна, напротив е логична, бидејќи во Вашингтон очигледно се цени дека сега е моментот кога Македонија е ранлива во една тешка, длабока, внатрешна политичка криза, која пак да нагласиме е инициирана, инструментализирана и менаџирана од надвор, иако не е сега кога да се направи обид да се прекраси државата. Така да не треба да имаме никакви дилеми дека во позадината на сето ова е тоа, не е грчка иницијатива, напротив, и се разбира во ситуација кога постојано имаме домашни петоколонаши или влюбеници во власта, како сакате, се наоѓа едно плодно тло да ни се работи за животот, односно да се прави обид да се доклече македонскиот народ, да се затвори македонското прашање, да се прекраси државата и сведоци сме на точно на тие настани. Дека е ова точно, ќе го елаборираме, ние изборувавме на оваа тема порано, меѓутоа сега да ја подсетиме, бидејќи нали така доаѓаме до оваа посета, би рекол до круната, до врвот, до моментумот на напорите да се затвори тоа македонско прашање и прекрасна државата и народот. Во септември, за време на Генералното собрание на Обединетите нации, во Америка беше Ципрас, меѓу другите тој се сретна и со Кери му порача отворено и директно во ноември, доаѓам во Атина, биете спремни да го решиме проблемот со името. Знаете, следеше писмото на Кодзијас до сите политички партии во кои бараше предлози решенија како да не прекрстат. И овој пат за среќа имаме златна зора во грчкиот парламент, која го обелодени тоа тајно писмо, нели така, го запознаме содржината и ни се отвори додатно ова сценарио кој недвосмислено се спроведува. Кери беше во Атина, посети 4 земји во регионот и по моје длабоко уверување целата таа посета беше инициирана, замислена, планирана само поради Грција и името наше, која велам, се обидат со сите сили сега во наша слаба ситуација како држава, ранлива позиција и да не прекрстат. Очигледно, значи, овој пат морам исто така да кажеме дека е притисокот на некој начин врз Грција, да таа излезе со некакви нови идеи, предлози и замисли, со што би, нели така, би се направи чеко напред и она наша слаба страна, нели така, бидејќи сме блокирани, уценети и под ултиматум во Брисел за НАТО и за ЕУ, да се искористи како повод за наше, нели така, докрајчување. Најави после тоа самиот Кодзијас дека за време на оваа посета тој ќе иде со нови предлози. Скоро е премногу евидентно сето тоа што се случува за да не се разбере целата позадина, целата суштина. И како додаток на сето тоа е вчерашната изјавата која беше завчера објавена во британскиот сериозен и престижен вестник Guardian, цитирајќи го нашиот премиер, дека рекол Македонија е спремна да го прилike цитирам, не цитирам, него импровизирам. Македонија го најдов и насловот, веќе Македонија е спремна да го смени своето име за да го заврши 24 годишниот спор. Нормално,
нашиот премиер и да го фатиле засаба на спиење или да речам пие, не дај Боже, нели така, таква изјава не може да даде. Тој нормално ја негираше, даде писмена изјава. Слушаме дека Guardian подоцна го променил насловот на својот текст, кој бил истресен од рак од новинарот, кој изнесол своји видувања, цитира го нашиот премиер. Али мислам, тоа е една потврда дека сето тој обрач кој се стега околу нас, не само што не е случаен, него е сериозно и широко координиран од сите страни да се не така уфрли сомнеж, да се уфрли идеја, предлог, план, замисла како сакате, дека еве, значи дојдовме до крајот и прашање на денови или на сати кога тоа ќе се реализира. И се разбира, нашите соросоиди и слични медиуми кои се, мислам, јавно и отворено платени од странство, од Запад, нели така, тие таквата една изјава, идеја, веднаш ја стават во преден план, ја пласираат и се добија впечаток дека тоа е тоа. Знаете, кога во политиката и во дипломатијата, која ќе се лансира една вест, поготово која е атрактивна, таа навлегува во најшироките пори, добива еден најширок публицитет и после тоа 100 пати вие можете да игнорирате, да негирате, да објаснувате. Тоа може ќе стигне до 20%, дека биде и 50%, меѓутоа 50% ќе останат со на првично информирање, таа првична вест ќе остане кај нив и штетата е понаправена и е скоро непоправлива. Така да, оваа посета мора да се гледа во тие рамки. Ќе видиме дали нашиот министер веднаш ќе ги обелодени предлозите кои ќе ги добие тамо. Јас мислам дека треба тоа да го направи, бидејќи е погрешна нашата политика на постојано криење на работите околу ова прашање, кое е клучно и за земјата, и за народот, и за едината, и за се, нели така, и поважно и по-сериозно од се друго, и од меѓуетнички односи, и сиромаштија и невработеност, бидејќи се работи да се биде едине. До сега ние секојаш вести ги добивме Атина, не од Скопје. Велам, тоа е погрешна политика која треба да се надмине и ние треба да ги отвориме картите и на тој начин да се јазекнуваме и самата позиција дома. Не заборавајте дека голем дел од нашето население и нашите луѓе и најдобронамерните, да ги заставиме настрана тие се околу наши платеници и слично кои работат против интереси на државата, значи најголемиот дел од нашите луѓе не знаат зашто се работи. Или има деломни информации и никој или многу ретко има еден, би рекол, елабориран став за ова прашање. Мнозинството, фала му на Господ, и тоа е нормално и реално, е секојаш апсолутно против промена на името и прекрстување. Меѓутоа, сето тоа е без елементи и аргументи кои може да ја зајакнат таа наша позиција, еден уште поголем дел од народот да биде на истата линија. Значи, посетата на Атина не е историска, посетата на Атина не е грчка иницијатива, посетата на Атина е дел од едно сценарио пошироко кое треба да донесе до наше прекрстување и дека е така и дека грчката страна не е задоволна од таквиот развој на станите, бидејќи за наша среќа овој пат Грција не е спремна да именува својата ерга омнес максималистичка позиција, туку напротив и не е воопшто заинтересирана да се решава проблемот и прашањето во овие моменти на нивна длабока криза, на внатрешни состојби кои се многу ровити, кои се многу комплицирани или така. Така да, наша среќа е што Грција нема да прифати ништо, таа ќе оди веројатно со некакви идеи кои се наметнати повторно елаборирани од Вашингтон, ќе ги пласира во однос на Македонија, ќе изиграва некоја добра волја и спремно за решение, меѓутоа Грција, велам за среќа, не е апсолутно заинтересирана да се најде излез од кризата. Грција апсолутно не е спремна да прифати било што, дури ерга омнес, бидејќи ќе ја разниче секоја влада во државата и затоа мислам дека овие денови, да ја потврдат ова теза која сега елаборираме, дадоа исклучително оштри изјави во однос на Македонија. Кодзијас во Техеран рече дека сме ние повторно идентисти, дека сакаме грчката територија, дека ние сме проблеми во регионот и слично.
председателот Павлопулос рече дека кладеме историјата пред ден-два во Софија и тие јасно покажуваат дека моментот за решавање не е дојден, меѓутоа тие играјќи една добро беневолентна политика, една политика на неконфронтирање со Америка, ќе покажат разни елементи на некаква спремност и подготвено за решение, али тоа е само залажување. И велам, ние треба да би свесни на тоа и да одржуваме линијата на која обстојуваме веќе 25 години и да не дозволиме да заврши сето тоа со катастрофа за оваа држава и за овој народ. Рековме дека се ова што се случува моментално, има и една меѓу Македонија и Грција, нели така? Има и таа и позитивна конотација дека имаме од грчка страна иницијатива за градење на мерки на доверба, што мора да се поздрави. Тоа се разбира од нивна страна е нешто што ги тера на демонстрација на добра волја. Не е нешто надвор од нивната црвена линија, ерга омнесот, него да покажување демонстрација на една добра волја, која, велам, нас не одговара, бидејќи од друга страна истите тие работи Македонија ги предлагаше веќе 10 година, ако не и повеќе, да се отвори преминот меѓу кај републизиран Ресен, кај Маркова Нога, да се реализира што повеќе средби, консултации и слично, зашто од грчката страна немаше спремност и подготвеност. Меѓутоа овој пат одредена веројатно и желба или инструкција може би од страна на Брисел и на Вашингтон, Грција менува својата политика. Да не забораваме дека самата коалиција на Ципрас имаше цело време порано многу позитивни однос политики према Македонија. Не беше спорно дека сме ние македонци и тоа тие не го криева, меѓутоа кога сега дојде на власт, тие мора да водат сметка за пошироките интереси, бидејќи во Грција било која политичка партија ако настапи со некој објективен и реален пристап кон нас, таа веднаш ќе изгуби власта и ќе биде фрлена на маргините на општеството. Кога го зборуваме тоа, мораме да нагласиме дека Хелсинскиот комитет во Грција е исклучително позитивен. Тоа се храбри луѓе кои се креваат над таа магла грчка политичка во однос на Македонија и вела дека и се залагаат да грчкото општество ги признае малцинствата пред се македонското и грчкото. Меѓутоа сега кога зборуваме на оваа тема и кога нагласивме дека иницијативата и за оваа средба во Атина меѓу двајцата министри на дворешни работи и поканувањето нашиот министер да дојде во официјална посета, се, велам, не иницијатива на самата Грција, туку поширока иницијатива која исто, велам, има и позитивни елементи. Меѓутоа, мислам дека треба и важно е и клучно е да објасниме која е разликата меѓу Грција и САД во однос на нашето име, односно што е тука меѓу нив, каква е таа пречка или какво е тоа недоразбирање, ако сакате. Има, такво нешто има, иако не е суштинско, ама е сериозно во секој случај, а за да ние бидеме свесни што се работи и која е опасноста која ни се поставува и крие на патот за некакво избегување од овај проблем, е точно таа разлика меѓу Грција и САД. Грција, знаете сите, застанала цврсто на една црвена линија наречена ерга омне, значи Македонија мора да се прекрсти, мора да има географска одредница во своето име, де факто да не се вика повеќе Македонија и да се добие некакво накарадно име и тоа да важи насекаде, односно и во земјата. Со други зборови, ние да го смениме уставот, да се прекрстиме дома и да за сите станеме некакви северни, леви, горни, долни, средни македонци. Колку е тоа, мислам, надвор од умот и колку е тоа незамисливо, не треба да се објаснува. Србите беа овде како окупатори 30 и нешто години по Првата светска војна, донесоа тука и колонисти и што ти не донесоа во земјата за да не така асимилираат, да направат Срби. Сите имиња, татко им беше Николич, Неликовски и така натака, и не успеева. Значи, 35 години од окупација не донесе никаков резултат на тој план, а сега грците сака да не прекрстат со добра волја наша. Мислам дека нешто што не заслужува коментар. Така да, таа нивна екстремна позиција е логична и нормална во ситуација кога тие сакат да преговараат и секоја
секој милиметар од кој ќе се повлечат да испадне дека ти е направиле невиден исчекор, слично кој што направија и со првичните нивни постапки и политики кои кулминира во Лисабон во јуни 92 година, кога и министрите на Европската Унија, заедница тогашна, да станаа зад Грција, дека во нашето име не сме да има збор, не име, него збор од Македонија. И после тоа тие, нели, така, кога би да сватија дека е тоа глупост и сите европейски држави се повлекоа од таквата една екстремна, нелогична, ненормална и никаква, ако сакате, позиција. Меѓутоа, сега Грција тоа го поставува како, нели, голем исчекор, голема отстапка, дека еве и во вашето име ќе има Македонија, ама тоа ништо да не значи, да биде збор кој нема да има значај, кој нема да биде нашето име. Видите, од другата страна, Вашингтон има друга позиција која е многу поопасна за нас и која, да разбереме, од неразбирливи причини е прифатена дори од нашата опозиција. Се работи не за прекрстување на државата, значи формално правно не прават недоветни, туку се работи за промена на референцата. Значи нешто што не е наше, што ни е наметнато со сила, се те ќе го менуваат во трајно име за нашата држава. Меѓутоа, тоа значи дека ако ние, не дај Боже, прифатиме истите опции, се тоа грчките опции, северна, горна и така натака, најчесто се спомнува последно време Северна Македонија, тоа значи дека таквото прекрстување не е возможно без наша согласност. И во целиот овој галиматија, во целиот овој спор, наша клучна сила, наш клучен аргумент е фактот дека ништо не може да направат без наша согласност. А ако пак има во држава некој недоветен, забеган, да речеме што се друго, предавник и така натака, да прифати прекрстување на државата, тој ќе биде осуден од народот истиот момент. Така да, тоа е еден мал магепсан круг, кога тие сакаат, инсистираат, меѓутоа можностите да дојдат такво решение се мали и најверојатно дури опозицијата која велам сега го поддржува таквата американска политика дека треба да смениме референцата со некакво име за надворешна употреба и ќе сме го решиле проблемот. Напротив, со таква една наша концесија, незамислива, неприродна, антиисториска, нели така, ние само ќе одложиме сопствената капитулација. Така да тоа е една опасна измама, една опасна завера, на која мораме да биде свесни, велам, дури нашата опозиција падна на таквите штосеви. Видите, ако утре, не дај Боже, со наша согласност се прифати Северна Република Македонија како промена на референцата поранешни така натака и тоа биде, нели така, за надворешна употреба, ние де факто само одложуваме сопствената капитулација, бидејќи ако не веднаш, после година, две, ние ќе бидеме приморани да го менуваме и уставот со новата, нели така, со новото име кој сме го прифатиле и кој не обврзува, да сите наши документи кои во странство бидат со тоа име, ако правите такви документи, вие го кршите уставот, значи имплиците и експлиците вие можете да го менувате уставот. Кој ќе обмениме уставот, кој ќе ставиме тамо Северна Република Македонија, тоа значи дека ние самите ќе се разнебитуваме, што најстрашното. Да бидеме јасни, ако не веднаш, ако не после 6 месеци, после година дена, после на таква наша концесија незамислива, идиотска, антиисториска и поглупава не може да биде, значи, кога ќе го прифатиме тоа, ништо во светот нема да може да оди со нашето сегашно историско име Македонија. Во странските компјутери на границите нема да има Република Македонија. Ке има Северна Република Македонија. Доаѓате вие со пасош на кој пише Република Македонија, ќе те извините, таква држава нема и за нив нема да има таква држава. Ќе мора да се вратите назад. Што значи тоа? Ќе морате да го смените уставот, ќе морате да го смените пасошот. Во пасошот ќе пише она што сте го договорили да биде странство. Нема да ви примат стоката како на царинските декларации изводи напишете Република, потекло на стоката Македонија. Нема да го прифатат. Ќе таква држава во регистарот на меѓународната заедница од Обединетите нации до кај сакате, до ОПСЕ, ЕУ, НАТО, Меѓународен монетарен фонд, нема да има. Така да,
Тоа е една, велам, невидена измама на која мнози напаѓаат, велат, а тие не фаќат на тенка жица, велат, знаете, вие не ја сакате референцата Обединените нации поранешна, не ја сакаме, точно е тоа. А еве, ние ви даваме шанса да се отарасите од неја, да се ослободите од неја, ама за возлад ќе прифатите ново име на државата. Грција, за среќа, морам да признам, не е спремна такво решение, зашто тоа не може да помине во државата во сегашните услови, ни во било кои други услови. И после 15 години кои ќе кризата ќе биде веројатно заднив, да се надеваме, во Грција нема да има спремност да ние останеме макар формално некаква Македонија за нас самите, отколку во светот да бидеме со друго име. Тоа е нешто за нив подобро од она двојна опција која се кај нас користеше и спомнуваше едно име за со Грција, друго име за сите други. Тоа е нешто подобро за нив. Меѓутоа, во основата не им го решава проблемот, бидејќи тоа појавување на македонец Македонија ќе се продолжи, макар во ограничен опсек, и тоа нив ќе им пречи. И не само тоа, него таа нивна екстремност, една политичка ситуација која имаме во Грција, каде на ова прашање се капитализира и за избори и за многу други политички цели, еден голем дел од населението во земјата, поготово северниот дел, околу Солун и некаде до Катерини и подолу, во тој регион Македонија, кај што нели така е создадена една криза, една одбојност према Македонија, а тоа се прави век и пол скоро наназад, тоа не може да помине. Велам, тоа е срекна околност, бидејќи ова американска политика е за Грција сега неповолна, а за нас катастрофална. Таа ќе не направи да самите себе од ден на ден се откажуваме од своето, од националното, од битието, од културата, историјата, јазикот, а ќе биде неизбежно, бидејќи сме прифатиле капитулација, која е со некаква задршка и не стапува веднаш. Мислам дека сите треба да ме свесни за опасност, дека се работи за игра, една опасна, една сериозна игра, а кај нас се плашам дека мал дел од народот, мал дел дори од политичарите се свесни на тоа, ако заеме во обзир дека е до една опозиција која има капацитети интелектуални, политички, дипломатски, тоа не може да го свати. Или може и пак некој го сваќаат, али мисля дека е тоа начин да се допаднат, да ги бендисаат странците и да работаат за нив, да навиваат за нив. Значи, разликата е во техниката на нашето уништување, а не во суштината да има некакви разлики кои даваат некаква надеж, некаков прозор кон иднината да Македонија и македонците опстанат. Се работи за една тешка игра, значи одиме прво на некакво менување името за надворешна употреба, а после ипсо факто и неизбежно тоа ќе се намете и внатре. А да бидеме и до крај јасни и прецизни, не може да имаш едно име за надвор, а друго име за дома. Или имаш име, или немаш име. Не можам јас да бидам Ристо дома и за моите, а да на работа да бидам Петре, Трајче и Ѓоко. Не може. Или си, или не си. А ова што нас ни го наметнувате, точно тоа, да имаме двојно име, кое со текот на времето, апсолутно без никаков сомнеш, она внатрешното ќе се избрише, бидејќи вие цело време комуницирате, сите вела дека вие сте северномакедонци или не како ќе им дадат име за народот. Со тоа вие се негирате самите себе си и полека, ама сигурно прашање на години, не на децении, она другото ќе биде потиснато, ќе биде игнорирано, ќе биде неупотребувано и вие ќе станете она што се другите. Нашите имиња се за другите, не за нас самите. Ние не се викаме себе Ристо, Петре, Трајче, него нашето име другите како да насловуваат. И ако е така, а така е, мислам дека мора да бидеме максимално внимателни. Денеска ги разгледуваме македонско-грчките односи во светло на посетата на нашиот министер на Грција и мораме да бидеме свесни дека не смееме да очекуваме било какви драматични или посериозни резултати.
Напротив, тоа е еден добар исчекор, меѓутоа да не забораваме дека од грчката страна нема никаква подготвеност да се надмине на било кој начин, дури на она што тие го постават како максимум, со ергомнест, проблемот со името. И да не забораваме од друга страна дека наш клучен интерес е тоа прашање се надмине, бидејќи тоа е пречката за наше интегрирање во Европската Унија. Грција не е таа што ја блокира Македонија во Бриз. Мнозина мислат дека Атина е пречката и за наш прием во НАТО и за наше почнување на преговорите за членство во Европската Унија. Не. Проблемот е префален во Брисел. НАТО и ЕУ ја променија својата политика и ни поставија блокада, уцена и ултиматум прво името потоа членство, а не Грција. Несваќањето на ова ситуација нас не води во позиција да не разбираме што е што. Политиката на НАТО е прво името потоа членство. Политиката на ЕУ е прво името потоа членство. Грција стои за таа политика и е престрекна. Меѓутоа Грција не е таа која диктира таа политика. Напротив, во НАТО е главната сила која го раководи и финансира НАТО, а тоа се Соединените американски држави, и не можете некој да помислува дека Америка искрено сака да ние станеме членка на Алијансата, а Грција попречува. Такво нешто не постои, нити е можно. Се работи за многу посериозен проблем кој од наша страна мора да се решава. Ние мораме да бидеме иницијатори да ќе бараме излез од овие ќорсове кои сме напикани во добар дел без наша вина, не подценувајќи ги нашите грешки. Така да, ние сега ќе имаме период на подобро волно, подобра волја, ако сакате, од грчка страна во однос на Македонија. Ќе се реализират некои од тие програми кои се ставени на лист 10-11, колку ли се за подобрување и градење некаква доверба. Да се надеваме дека наскоро ќе биде отворени преминот Маркова нога во Преспа, кај Преспа, на двете страни на Преспа, не така во јужниот дел на Македонија, кој ќе значи исчекор во туризмот, контактите, врските, размената, трговијата и слично. Има и други по-доброволни, по-наклонети, прифатливи, да кажем и така, грчки чекори кон Македонија, кои се и во нашиот нивни интерес, и меѓутоа тоа не сме да не залажува. Проблемот мора да го решаваме ние треба да бидеме тие што ќе бараат излез од кризата, бидејќи повторивме повеќе пати, се пак да кажеме, Грција во дадените услови. Јас мислам дека тоа нема се случи ни за 3, за 5 години да има некаква суштинска промена во Грција во однос на Македонија. Сега сум, проштавајте, ама уверен дека ни за 10 години нема да е такво нешто, бидејќи оваа криза ќе трае, политичкото расположение во земјата е такво како што е, за нив македонци не постојат, а ако го знаеме тоа, а треба да го знаеме, бидејќи тоа ни се повторува секој втори ден, нашата задача е да работиме, да планираме, да измислуваме, ако сакате, начини и патишта како да излеземе од овој ќорсок. Начин има, можности има, али тоа зависи од нас. Идеите дека треба да се обидеме на некаков полулегален начин или преку некаква и троштина да преку Генералното собрание на Обединетите нации го смениме по сегашната состојба, како што заговарат некои, и преку гласање во комитетите ни се врати нашето уставно име, не е реална. Таа е теоретски може би можна, а практично не е возможна, бидејќи дека сме ние во Советот на безбедност, значи проблем кој го решава и кој на дневен ред во Советот за безбедност, кој има одредено, има задолжен генералниот секретар и медијаторот Нимиц да го решаваат проблемот. Ние не можеме сега преку ноќ тоа да го промениме и да ги направиме, можем, тие не се свесни и дека тој ќе помине без да реагираат силите кои не така не држат во шах. Значи тоа покажува дека кај нас е топката, дека ние треба да ја
da ја префрлиме во туѓиот двор, а тоа може да направиме само преку враќање на премнатото во Советот за безбедност. Значи, мораме да бидеме свесни дека зад блокадата, уцената и ултиматумот прво името потоа членство не стои Атина. Атина е пресекна со таквата позиција, е пресекна од поддршката која има во НАТО и ЕУ, а ние мораме да бидеме свесни дека зад таквата политика својот грб го имаат ставено Соединените американски држави, Германија, Франција, Велика Британија, Италија и сите други земји кои се членки на овие две асоциации. Со други зборови, противникот не е само Грција. Да беше само Грција, многу лесно ги изгледавме од ќорсокакот, многу лесно ќе најдовме и некакво решение. Имајќи го тоа предвид, пред малку спомнавме дека решението мораме ние да го бараме, бидејќи за Македонија е исклучително важно што поскоро да тргне во овие евроатлантски интеграции, а тоа значи дека иницијативата мора да биде наша, иницијативата мора да оди во Советот за безбедност на Обединетите нации, а тоа значи дека мора да се направи еден елабориран меморандум, кој ќе биде доставен до генералниот секретар на Обединетите нации, кој е задолжен официјално за ова прашање, за овој проблем, не го решава тој. Зад ними стојат Соединените американски држави, али тоа е друга линија која ние не можеме многу да влијаеме. Меѓутоа, се елабориран ултиматум, сите аргументи треба да се информира генералниот секретар дека медијацијата не даде никакви резултати за 22-3 години, дека Македонија заради тоа трпи исклучително висока штета од блокадите до држењето на земјата на работ на еден длабок понор. Меѓу другото треба да се нагласи дека ако Македонија веќе беше членка во НАТО и ако преговараше за ЕУ, кризата со која сега се сме соочени и трае веќе 2 години отприлике, немаше биде возможна. Значи, и таа е резултат на тој статус кво во кој не држат нас и за кој Македонија плаќа исклучително висока цена и да се бара да се предметот фати во Советот за безбедност, каде ние аргументирано и пат можеме да кажеме дека Македонија не представува никаква опасност за Грција, дека тука нема идентизам, напротив, грците и овие денови изјавуваат дека Македонија е грчка и ќе остане секојаш грчка и дека ние го крадиме името Македонија, а ние сме Македонија исто така, која никој не може да го оспорува и да бараме да ни се врати името. Ова е накратко елаборирано што и како треба да направиме ние за да го започнеме процесот на барање на решение издес за кој моментот само Македонија е заинтересирана. И Запад не е многу сега мотивиран да врши притисок на Грција во ова дадената ситуација во која се наоѓа Атина, да не ги комплицира таму работите. Тие бараат решение, некаква флексибилност на Атина, кој ќе биде 95% на наша штета, а само 5% може би нивна акомодација и прилагодување со состојбите. Така да сето тоа води само во на наша капитулација. Мислам дека тоа беше за денеска, оваа тема која обработувавме во основа на новите настани во грчко-македонските односи, да бидеме свесни дека проблемот мора да се решава настрана, а не само во однос со Грција или во соработка со Вашингтон и Брисел, бидејќи нивните интереси се поразлични и нивните концепции се апсолутно на наша штета и за нас неприфатливи. По обичај, ќе спомнеме и денеска дека должност на секој од нас е да купува македонски производи ако сака порно да живее утре и дека тоа е политика, една класична и клучна политика во одбирањето на што ќе се купи и секој од нас е во тој момент политичар. Ако купиме нашите производи, парите ќе останат тука и ќе имаме можности да се развиваме, да инвестираме и слично, ако не ги стојат надвор и другите ќе ги користат. Дека сме недоволно свесни на овој план, покажува еден пример кој го проверуваме подолго време. Обидете се и вие, седете во некоја наша кафеана, во некоја наша гостилница, во некоја наша кафетерија или кафич, како што ги викаат, дали така, кафулиња, како ги викаат сега модерно, и побарајте мастика. Сите имаат узо, а ретко кој има мастика. Тоа ви кажува многу, да нешам се, кога така се однесуваме према сопственото, бидете сигурни дека шансите да успееме ќе нема да бидат баш многу високи. И мудрост, и овој пат една мудрост, некој непознат даде многу убава дефиниција, вели: за реализација на сопствените интереси
Порано, Запад ги злоупотребуваше човековите права, а сега за истата цел го користи тероризмот. Јас би додал дека факт е дека и ден денеска Запад ги злоупотребува човековите права за да наметне своји решенија, своји политики преку разни соросоиди и слично, невладини организации, мисии и така натака во другите земји, однате да ги руши, да ги тера на своја воденица, да го тера на своја воденица развојот на станите во голем број на земји, вклучувајќи и Македонија, меѓутоа во никој случај не ги остава настрана тие човекови права, а тероризмот е исто така факт. Терористите кога се на страна на западните развиени земји, тие се добри терористи, меѓутоа кога се на другата страна барикадата, кога работат против нивните интереси, како Ал-Каеда, например, и слично, тогаш те стануваат лоши момци. Мислам дека мораме да ги разбираме тие ситуации, да не биде јасна политиката на главните западни земји на двојни стандарди. Рековме дека тоа е едно од најголемите зла на денешницата, кои за иста работа имат два суда, едниот кога им одговарнив е од едностран, другиот кога не им одговарнив е од сосема во друга конотација. Така да, велам, тоа се ситуации кои мора да се критикуваат за да разбереме што се случува со светот. Ви благодарам за вниманието. Се слушаме за една недела. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукцијата 17 декември 2015 година. За дипломатијата со Никовски.